Добар ден во првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Николку настани на истокот го одбележаа вториот илски ден. Почнуваме веднаш по кратката најава на делот содржините. Промовирани се нови 60 аудио книги за лицата со оштетен вид. Владата планира издавање на уште 200 вакви книги кои ќе го унапредуваат образовниот процес на слепите лица. Земјоделските асоциации барат државна интервенција во откупната цена на лебното жито. Родот на житните култури, чија жетва е во тек, е преполовен од поплавите. Ќе се реконструира старото училиште во Пехчевско Негрево и ќе стане едукативен центар за биодиверзитетот и природните богатства на Брегалничкиот регион. Нови 60 наслови во вид на аудио книги се промовирани денес. Детски приказни, лектири, научна литература, книги за македонската историја и бестселери во аудио верзија од денес се на располагање на слепите лица. Ова е проект на Министерството за труд и социјална политика и Министерството за култура, од каде најавуваат издавање на уште 200 аудио книги. Нови 60 наслови на аудио книги наменети за слепи и лица со оштетен вид беа промовирани денеска во рамки на проектот 400 аудио книги за лица со оштетен вид. Новите аудио книги се лектири од основното и средното образование, детски приказни, научна литература, книги за историјата на Македонија и бестселери. Овие книги ќе ги отстапиме на Националната универзитетска библиотека Климент Охридски во по 5 копии од секој наслов, дополнително по 3 копии ќе добие Националниот сојуз за слепи лица и 2 копии ќе добие школото за слепи лица Димитар Влахов, средното училиште и основно училиште Димитар Влахов. И понатаму продолжуваме со реализацијата на овој проект за зголемување на фондот на аудио книги во нашата држава, односно веќе Министерството за труд и социјална политика подпиша договор за снимање на 200 наслови на аудио книги кои што треба да бидат финализирани до крајот на годината. Тој најави дека овој проект ќе продолжи да се реализира, зашто, како што информира, веќе е подпишан договор за снимање на 200 нови наслови аудио книги кои треба да бидат завршени до крајот на годината. За досегашната реализација на проектот се издвоени 2,5 милиони денари. Денес во училишниот двор во селото Тракање пуштено е во употреба ново изградено детско игралиште, опремено со реквизити за забава на најмладите. Вредноста на опремата е 199.300 денари, донација од Мировниот корпус. Денеска во подрачното училиште Никола Каре во село Тракање беше пуштено во употреба новоизграденото детско игралиште кое ќе служи за потребите на најмалите дечиња од ова населено место. На свеченоста присуствуваше градоначалникот Димитровски, кој заедно со волонтерот од Мировниот корпус Дејвид Ворен ја пресекоа лентата и свечено го пушти во употреба ова забавно детско катче. Соработката со Мировниот корпус, соработката со УСАИД е на повеќе страни. Вакво игралиште имавме пред 2 години во Ризари. Ваквото игралиште денеска го отвараме и ваквата соработка ќе продолжиме и понатаму со волонтерите од Мировниот корпус и воопшто со сите други такви невладини организации. Директорот на училиштето Владо Андов ни изјави дека игралиштето ќе биде од особено значење за овдешните најмали деца, кои посебно во овој период од годината најмногу ќе го користат. Како училиште заедно со општината, одговорните и волонтерите кои изминатите 3 години беа учесници во Мировниот корпус во општина Кочини и со волонтерот кој го имавме во нашето училиште пред 3 години. Имавме едни такви иницијативи, кои иницијативи веќе 3 години работевме на тоа. Се гледа еден добар благород за жителите на Тракање, во иднина, претпоставаме и дека во други урбани средини едни вакви и слични активности кои се под капата на општина Кочини и волонтерите и одговорните при општина Кочини ќе бидат реализирани во Кочани. Проектот опремување на детско игралиште во рурална средина е поддржан од Мировниот корпус преку волонтерот ангажиран во општината,
Дейвид Ворен. Игралиштето е опремено со 2 топогана, клацкалка, лулашка, 4 клупи и корпи за отпадоци. Вредноста на опремата е 199.300 денари. Опремата е финансирана од мировниот корпус. Постилањето песок и слично е на општина Кочани. Во ек на жетвата на јачменот, земјоделците се соочуваат со големи проблеми. Приносите се ниски на половина од минатогодишните, а откупната цена на јачменот е околу 8,5 динари за килограм. Загрижувачка е состојбата и со пченицата, чиј род годинава заради поплавите потврли, но за оваа култура земјоделските асоциации бараат државата да интервенира. Привршува жетвата на јачменот, пошто ќе започне собирањето и на лебното жито, односно пченицата. Приносите кај јачменот се катастрофално ниски, оценуваат и земјоделците и од Асоциацијата на земјоделски производители. Нашите сознанија од терена за ова година се катастрофални. Толку лоша жетва одамна не е било и толку мали приноси, намалени површини со житарица, ниски цени, најстрашното е и нема откупувачи. Житарицата оваа година многу слаба. Што ќе биде понатамо ништо не знаеме. Нема ништо да има. Ними нема дош, кој имаш, кој не требаше дош, многу дош биде. Кој не требаше, многу дош. Ако требаше сега да бадне дош, нема го дош. Освен од ниските приноси, земјоделските производители се незадоволни од откупната цена на јачменот, која се движи меѓу 8 и 10 денари, но засега интерес од откупувачите нема. Нема оптимизам ниту пред стартот на жетвата на пченицата. Поради ова, со цел барем малку да се ублажи состојбата во овој сектор, Асоциацијата со предлог до владата. Затоа ние побаравме околу 2 денара ова година плюс да откупена пшеница во регистрирани млински капацитети, државата да дотираше 2 денара. Тоа е само предлог. Дали ќе се усвои тај предлог, како ќе поминеме натаму, сега за сега уште не се знае. Вообичаено во Македонија со житарици се засејуваат околу 95.000 хектари. Годинава поради обилните врнежи и поплавите во повеќе региони не се сееше, а вкупните површини паднаа на 67.000 хектари. Ова се најмали површини кои воопшто досега биле застапени на житородните површини во државава. Дваесет и 4 волонтери во детската градинка Вера Циревири во Штип денес добија решенија за редовен работен однос на неопределено време. Трансформација на договорите за работа ќе има и во другите институции, каде има ангажирано волонтери кои ги исполнуваат условите за трајно вработување. На 24 волонтери од денес им е решен работниот статус. Трансформација на својот работен однос на неопределено време добија вработените во детската градинка Вера Циревири Трена. Трансформацијата ќе се одвива во 3 фази. Првата фаза веќе е, од вчера се пријавени, од 1.7.2015 9 вработени, од 1.12.2015 ќе има уште 8 вработени и последната група од 7 вработени ќе им се трансформира работниот однос од 1.9.2016 година. Две лица кои започнале со волонтирање во октомври и ноември минатата година и понатаму се без решение. Јас како директор на оваа институција си земам обврска да ги известам, Министерството за труд и социјална политика и да се обидеме, да најдеме решение и за овие две лица да им се трансформира работниот однос, односно да се вработат на неопределено време. За вработените ова представува ново поглавје во нивниот живот, а среќата на нивните лица се забележуваше оддалеку. После 10 години, да, работев договор на дело и сега конечно се реши ситуацијата. Какво е чувството? Чувството не можам да опишам. Убаво е. После 3,5 години може да се види среќата на лицата на секој од нас. Голема благодарност до директорот кој ни даде целата подршка негова, како и до владата кој го донесе овој закон за одеднаш да се реши екзистенцијалниот статус на сите вработени овде, кои со години работиме како волонтери. И можете и сами да видите среќа, насмевки на сите нас. Трета година како работам и еве овај ден е убав, прекрасен ден, благодарност до владата. Така да добивме бенефиции, стаж, значи сето оно што не следува. Повисока плата? Повисока плата, нормално да. Инаку детската градинка Вера Циревири Трена во своите 4 клона згрижува околу 605 дечиња, за кои се грижат 98 вработени.
Во тек се активностите за реализација на проектот изградба на едукативен центар во село Негреево Пехчевско. Наскоро ќе започнат градежните активности за реконструкција на старата училишна зграда во Негреево, која ќе биде прилагодена за потребите на центарот, каде младите ќе може да се запознаат со биоразновидноста и природните богатства во овој дел од Брегалничкиот регион. Продолжуваат активностите околу реализацијата на проектот Едукативен центар за зачувување на природата во село Негрево Пехчевско. Општината ги привршува формалностите околу техничката документација, со што во најкусможен рок ќе почнат и градежните активности во старата училишна зграда во Негрево. Во првата фаза објектот ќе биде реконструиран и функционално прилагоден на потребите на центарот со уредување на дворното место околу објектот со финансиска поддршка од околу 150.000 швајцарски франци. Во село Негрево, едукативниот центар веќе со него почнавме со активностите. Имаме изберено на тендер, имаме изберено понудувач кој што ќе прави техничката документација. Тоа оди со многу брзо темпо и очекуваме да за кратко време имаме комплетна техничка документација и почнеме со градежните активности. Според градоначалникот на општина Пехчево Игор Поповски, со отворањето на едукативниот центар, младите од регионот и пошироко ќе имаат можност директно и практично да се запознаат со биоразновидноста и природните богатства што ги има во Брегалничкиот регион. Едукативниот центар во село Негрево е со цел да се развие свеста на младите па и на повозрастните за да имаат чувство за животната средина и да придонесат во заштита на самата животна средина. Да подсетам дека станува збор за едукативен центар кој што е на источнопланскиот регион. Буквално ќе има презентација на целиот регион и сите гости кои што ќе бидат присутни, сите посетители можат да се запознаат со природните ресурси на источнопланскиот регион. За сите општини, посебно за општина Пехчево. Инаку во втората фаза од проектот, Едукативниот центар за зачувување на природата ќе биде целосно опремен за негово функционирање од страна на донаторот со опрема во вредност од околу 50.000 швајцарски франци. Проектот се спроведува со поддршка од програмата за зачувување на природата во Македонија, која што е финансирана од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка СДС. Координатор на оваа програма во Република Македонија е Фармахем во партнерство со швајцарската организација Helvetas Swiss Intercooperation. Синоќа во основното општинско училиште Ванчо Прке од Илчево се одржа свечена академија и пригодна програма на која беа доделени дипломи на 42 полуматуранти за континуирано одличен успех. На манифестацијата беше промовиран и правенецот на генерацијата. Синоќа во салата на Општинското основно училиште Ванчо Прке во Делчево се одржа завршната манифестација по повод успешниот крај на учебната 2014-2015. Најголемо задоволство од средниот успех на учениците кој изнесуваше 3,90 и оној од екстерното кој изнесуваше 3,55 беше директорот на училиштето Сашко Ивановски, кој поздравувајќи ги на свечената академија професорите, учениците и родителите на 42 полуматуранти им додели дипломи за постигнатиот 4-годишен континуиран успех. Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево ја одржа свечената академија, на која беше промовиран ученикот на генерацијата, ученичката Тамара Спасевска. Нека е честито да го продолжи своето школување и да реди успеси во животот. Исто така по тој повод беше организирана мала свеченост на која беа доделени наградите на сите ученици кои оставија трага во нашето училиште од оваа генерација. Значи, средниот успех на училиштето е 3,90, а од екстерното оценување е 3,55, значи отстапката која имаме е 0,35 и тоа не вбројува во редот од поуспешните училишта во државата. Освен директорот, задоволството од одличниот 4-годишен успех не го крија и дел од полуматурантите. Да се доби оваа диплома е посебно чувство, да се знае дека сепак тој труд ви се на крај исплатил и дека некој го признава тој ваш труд. Секако ќе продолжиме во иднина, ќе продолжиме да се трудиме и да се надоградуваме во нашето знаење. Добив диплома, како и другите ученици кои што беа постојано континуирано одлични. Исто така сум и правенец на генерацијата. Па тоа е некој посебно чувство да биде вашиот труд да се награди некако и не можам да го опишам тоа чувство, прекрасно нешто. Ова година го заврши 9-то одделение и чувството да се доби оваа награда е како да се стави шлак на тортата на сиве овие години. Чувството е прекрасно. Едноставно сме наградени за сето тоа што сме го постигнале досега. Учествувавме по математика, по биологија, хемија. Преварите не беа толку тешки, исто не наградија со пофалници и благодарници за тоа.
Како што истакнаа самите ученици, тие велат дека за време на летниот распуст ќе имаат време и за рекреација, одење на одмор и базен, дружење со најблиските, но времето ќе го посветат и да прочитаат по некоја задолжителна лектира. Интензивно се работи на уредувањето на коритото на река Отиња во Штип. Денес се бетонираше минорот на реката кај соборниот храм, пошто механизацијата се сели во горниот дел на коритото на Отиња. 20 вработени во Лерит фондацијата, јавното предпријатие ИСАР против пожарната единица. Денес беа ангажирани на уредување на коритото на река Отиња кај храмот Свети Никола. Се бетонираше минор коритото. Денеска ќе го избетонираме дело, значи кај мостот кај Свети Никола црквата, со тоа трајно го решаваме овој дел. Мостот се стабилизира максимално и било какво невреме да дојде, било какви поплави, мислам дека ова е веќе трајно решено. Го правиме бетонирањето по сите стандарди, уредувањето на коритото на река Отиња. Надзорот од Скопје не следи секојдневно, се земаат мостри, еве сега зедовме мостри да речеме од бетонот и мислам дека досега не сме направиле ниту една грешка. Овие 2 дена завршуваме овде и се враќаме од кај мостот кај првиот мост кај градинката Верац и Ривини Трена. Заедно со ЈП ИСАР продолжуваме, се надеваме дека целото корито ќе го добие оној лик што го посакуваат нашите граѓани. Со цел поголема заштита, наместо како досега со камен, минор коритото се уредува со армиран бетон. Еве, од ранните утрински часови, можам да кажам слободно од 5 часот наутро почнавме интензивно со работа. Се армираше прво подот, потоа почнав во овој момент до сега се потрошени 26 кубика бетон. Денес до крајот на денот очекуваме целата онаа работа која што не предвидена да биде завршена. Одлучивме да долниот дел, односно патосот да не биде со камен, да биде армиран бетон, предвидејќи се покажува многу појак и во случај на еве како што беа пороните дождови да бидеме максимално заштитени. Градоначалникот на општина Штип истакна дека сите активности се според предвидените стандарди за спречување на идни поплави. Откако ќе се завршат најавените активности, ќе се продолжи во делот кај трговскиот центар. Имаме неколку размислувања. Првото е дали да ја направиме платформата или тамо да го уредиме коритото на исти начин како овде, а тој што е направен да биде срушен. А втората варијанта е да ја направиме таа предвидена платформа или да најдеме некој друго решение. Штипјани заинтересирани и задоволни од тоа како се одвиваат работите во коритото на река Отиња ги кажаа своите дополнителни барања. Сега е супер. Сега ова што го прават украсна градот дојде. Многу убаво, нема што. Алал да му е на градоначалникот. Јас пред малку кажа, ние живееме доле кај бензинската, да ни направат и мовче и до доле да биде, што поскоро, многу убаво. Да, чешмиче што е тук кај ренџерно. Да се пушти, гледам, нема таа чешма. Па ќе се направи патеката, те деца мали. Цели шешиња ќе носиме за нас. Водичка се да пија деца. Уредувањето на коритото на река Отиња, кое ќе остане за идните генерации, е проект целосно финансиран од општина Штип со поддршка на локални фирми и рудникот Бучим, од каде бесплатно се обезбедува и дистрибуира украсниот камен. Денес заседаваа неколку комисии при Советот на општина Штип. Комисијата за урбанизам одлучи позитивно за барањето за изработка на техничка документација за изградба на улица во село Пиперово, пристапен пат со манастирот Свети Спас во село Драгоево, реконструкција на водовод во селата Кривидол и Љуботен и изградба на пристапен пат до црквата во село Шашаварлија. Комисијата за финансии го поддржа предлогот за измени во општинскиот буџет заради актуелните инфраструктурни зафати на неколку градски улици. Од подставката во износ од 14 милиони денари кои до сега се однесуваше на реконструкција на локални патишти и улици, сега овие средства се предлагани да бидат префрлени, односно преалоцирани во делот на програмата за уредување на градежно земјиште заради наметнатата потреба за целосно ново асфалтирање на патишта, пристапни инфраструктурни проекти кои што се во парцелите кои се дефинираат од страна на локалната самоуправа за уредување на овие нови градежни парцели, да речам. Понатаму во рамки на пренамената на средствата се предложени 3,5 милиони денари кои досега беа во програмата за договорни услуги, други договорни услуги, сега се пренаменуваат во програмата општинска администрација, односно во делот за вработување на определено време поради новонастанатите законски измени во делот на алоцирање на работната сила во јавните работи.
и некои поситни средства во износ околу 370.000 кои што досега беа во програмата за култура, сега се префрлаат, а се донација од UNDP во рамки на еден проект кој што ангажира работни ангажмани од целна група маргинализирани социјални ранливи категории. Штипското културно лето вчера понуди содржини за љубителите на театарската и музичката уметност. Вечерва ќе биде отворена изложба на графики од Драган Ристов, насловена Црно и било во сиво. Вечерва концерт ќе имаат наградените пијанисти од Средното музичко училиште Сергеј Михајлов во класата на магистер Марија Максимова. Програмата на Штипско културно лето синоќ предвиде два вида настани од областа на културата. Првиот за љубителите на театарските представи, а вториот за љубителите на класичната музика. На сцената на Штипскиот народен театар членовите на актерскиот ансамбл ја играа представата Хотел ни на небо ни на земја. Овој пат бесплатно, целата представа е дадена на општина Штип и тие по своји видувања ги даваат картите, ги даваат бесплатно. Покрај тоа што представата Хотел ни на небо ни на земја синоќ се играше по 16-ти пат во Штип, сепак интересот беше голем и салата беше преполна од заинтересирани кои досега ја немаат гледано, а содржината накратко ни ја објасни актерката Марија Минчева, која ја игра една од носечките улоги. За прв пат бесплатно се игра представата по 16-ти пат и еве како што можете да видите веќе, салата е полна, очекуваме многу публика. Се случува во еден хотел кој се наоѓа меѓу два света, тоест во меѓу небо и земја. Значи сите оние кои што долу на земјата се во еден вид кома, се наоѓаат во еден хотел кој што се наоѓа на средината и чека да им се реши нивната судбина, дали ќе одат нагоре или ќе слезат надолу. Публиката од театарот си замина со поделени импресии, додека во уметничката галерија Безистен се случуваше самостојниот концерт на младиот Андреј Шаклев, ученик во Средното музичко училиште Сергеј Михајлов, кој пред љубителите на класичната музика на пијано исполни дела од Бетовен, Лист, Рахманинов. Шаклев истакна дека во иднина се гледа како пијанист. Наредната година ќе бидам 4-та година, па за запишување ќе видам за факултет. Продолжуваш? Да, ќе продолжам пак со ова струка. Шаклев се школува во класата на професор магистер Марија Максимова, која како ментор, потенцирајќи ја неговата трудолюбивост, искажува само пофални зборови и му предвидува успешна кариера. За тоа сведочат и неговите награди кои што ги имаме освоено на меѓународни надпревари, кои што се од типот на надпреварот во Тревизо во Италија, потоа во Србија, во Бугарија и во Македонија. Се разбира доколку продолжи со ова темпо на вежбање, а тој вежба, значи максимално секое слободно време го користи за вежбање, јас мислам дека пред него престои блискава кариера. Верица Ајтовска, Елена Јанева и Стефан Илиев настапија како гости на концертот на Шаклев, за кого истакнаа дека е голем професионалист кој целосно е посветен на пијаното. Андреј е добар, амбициозен, постојано вежба. Вечерва во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во 20 часот ќе биде отворена изложбата на графики на Драган Ристов, насловена како Црно и бело во сиво, додека во уметничката галерија Безистен со почеток во 21 часот концерт ќе одржат наградените пијанисти од Средното музичко училиште Сергеј Михајлов од класата на магистер Марија Максимова. Утре напладне во Домот на културата Тошо Арсов во Виница ќе биде отворена изложба на карикатури од бугарските автори Чочо Пеев и Валиот Светков, Валентин Георгиев, Валекс Александров, Иријан Трендафилов, Љубомир Михајлов и Рајко Попов. Изложбата е насловена Човек на човека му е карикатурист. Владата на Тунис објави дека безбедносните сили уапсиле 12 лица осомничени за соучество во бруталниот терористички напад минатата недела на плажата на хотелот Империјал Мараба. Во масакрот беа усмртени 39 туристи, главно странци, а повеќе од 40 беа полесно или потешко повредени. Американските тајни служби со години ја прислушувале Меркел. Германската канцеларка стравувала дека дури ако и се прости дел од долгот, Грција нема да може да ги реши проблемите, односно не била сигурна што би можело да ја спаси Грција, дали намалување на долговите или нов пакет финансиска помош. Спасителот на над 650 еврејски деца за време на Холокаустот, сер Николас Винтон, почина на 106 години. Тоа го соопшти од семејството на заслужниот маж, нарекуван уште британскиот Чиндлер. Во 2003 година Винтон е прогласен за витез од страна на кралицата за служба на хуманоста.
36 луѓе загинаа при потонување на ферибот крај филипинскиот град Ормок. Спасени се 118 патници од фериботот кој потона при лошо време и големи бранови на 44 км од брегот. Спасувачките тимови се во потрага по 19 луѓе. Властите стравуваат дека околу 11.000 австралици во замни ординации биле заразени со ХИВ или хепатит А, Б и С. 12 стоматолози од 4 сиднејски амбуланти не се држале до задолжителните хигиенски мерки за стерилизација на инструментите. Во сеќавање и почит кон ликот и делото на трагично загинатиот припадник на македонските безбедносни сили, во неговото родно место Чардаклија по 15-ти пат ќе се организира меморијалниот турнир во мал фудбал Владко Петров 2015. Урбаната заедница ги повикува сите кои практикуваат фер плей и сакаат спортски да се надмудруваат и во коректни и фер борби да земат учество на овој традиционален турнир. Пријавувањето на екипите е до 10 јули, котизацијата изнесува 1500 денари. Ова е се во дневникот во 16:30. Имајте убаво попладне и гледајте не повторно во 20 часот.